Да, почитувани, тоа беше само слика, еве сега со тон и благодарам за разбирањето, техничка грешка, и тоа токму кога го честитав денешниот празник Курбан Бајрам, заедно со веќе поминатиот денот на просветителите, светите Кирил и Методи, денешниот ете кој ја носи пораката на жртвување, ново име на она солидарност, грижа за другите, помагање на сите оние на кои им е неопходна помошта. И всушност во пресрет на празникот кој ни доаѓа во петок, а исто така верски празник, подсетување всушност како денешниот, така и овој во петок предстојниот, подсетување на сите оние универзални вредности кои ги имаме во овој случај преку верските празници. И дотолку повеќе што петок ќе ни биде скратен, заради ќе имаме пократка работна недела, заради предстојниот празник, да не ни биде скратена ете и слободната тема, еве денеска слободна тема, и освен честитките и обединувањето на празниците кои всушност велам ги имаат тие, иако се верски, дотолку повеќе универзални вредности, пораки на мир, на солидарност, кои се и треба да бидат основа за заедничка иднина и кои ни се и повеќе од неопходни, особено во едно мултиетничко, мултикултурно општество, како што е Македонија. Друго ете не би додал ништо, освен да ве поканам да учествувате на слободна тема и да слушнеме се што мислите дека треба да се каже, што беше и предложено некои работи во претходната емисија, на нашата претходна средба, значи се по однос на одредени консултации, дали треба или не треба, всушност кога дискутираме ние тука, најдобар репер за тоа сте токму вие, што значи еве тука сме да се консултираме за се што треба, ако има треба нешто дополнително, за да го развиеме и поставиме во иднина како тема, затоа секако потоа ќе се консултираме и со уредниците, но не значи дека не можеме да зборуваме за што и да сметате вие дека треба. 6091 924 925, кој ни е прв, повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, Ало? повелете. Почитувам водителу. Да, повелете, ве поздравувам. Јас да направам еден репер. Па јас требаше да знам, вие сте прв, како вие да ми го исклучивте микрофонот, се шегувам, но како добра порака, ајде доволно скрати муабети и дај да зборуваме ние. Повелете, нека е за добро. Нека е за добро, водителу. На смеската е потребна терапија во колку е искрена. Така. Да се донасмееме, водителу. Не знам вие дали ме гледате, сигурно не ме гледате. Ама... Па, визуализирам некако, насетувам, да. Чувствувам. Ама јас се слушам, не да гледам, да зема да гледам. Да. Водителу, Кажете, да. сега сериозно. Значи, стварно, во ова време на невреме, ние кај што живееме, со години наназад, искрената насмевка е терапија, по мое. Ме разбирате? Ама многу ми смета насмевката, која што во себе содржи сарказам. Не разбирате, поуште ако се кажа така и малце, ако се пее при тоа објаснување, сарказамот е многу лоша човечка состојба, тежина. Тоа е тежина на психата, која таа личност, млада личност ја има, ама не може да ја искорени почитално лице. Тоа е всадено, тоа е ген. Дали ген од дома, дали ген од ДПМ, а не, тоа е всадено и си трае, не разбирате? Сега уште нешто посериозно. Многу ми сметаше една парола во Куманово во саботата. Скопје, Вучич. Кој даде за право на таа господја Скопје, Вучич? Праша некој скопјанец она. Да има таа парола. Мојот мајчин јазик е Скопје, Вучич. Тоа Скопје, Вучич може во Србија. Како што напишала таму Куманово, Вучич. Толку имам да кажам, благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Но еве, гледате, токму може да се направи паралела. Имаме протести или со оние други барања околу
полагањето на правосудниот испит, протести во Албанија и во или на Косово. И сега паралелно со ова, да, значи ако се обидуваме објективно, ги гледаме работите, не може да кажеме, а па ова е во ред, ова не е во ред. Или е едното и другото, и сите потенцијални протести во други држави се едно, а во име на други држави, во едни за други држави во ред, или ниеден не е во ред. Од една страна не е забрането, ете, Здружение на граѓани, да речеме, имаме во ситуацијава во Куманово, формирано е во Македонија, организира протест за поддршка на српскиот председател. Меѓутоа, евеа паралелата сега, токму тие кои протестираат во Албанија и Косово, да речеме, како би реагирале или какво им е мислењето. Токму тие, велам, да се прашат. Но, настрана од нив, кој ако се дистанцираме, погледнеме сликата, и едните и другите, и се едно третите во протести во Србија за не знам некоја друга држава или во Хрватска, каде и да се едно, сето тоа остава едно најмалку кажано чувство на тоа дека имаме мешање во туѓи политики. И тоа е неспорно. Значи, и во Косово, и Албанија, и од кај нас, и од каде и да е друго место. Мешање во работата на други држави во нивни туѓи политики. И дополнително она што ја продлабочува дилемата во такви ситуации, затоа што друга вие имате Здружение на граѓани, појдете, ако е во случајот за Вучич, давајте поддршка таму на доколку има организирани во Србија. А такво имавме поддршка Косово, Албанија, па доаѓаа тука. Значи, тоа е едниот модел. А сега другиот модел е во држава, друга вие поддржувате. И сега, велам, тука ја имате ситуацијата дека се поставува прашањето колку тие протести се воопшто автентични, изворни, или се токму странска пропаганда. Значи, не само дека се мешање во работите на туѓа држава, туку дали се странска пропаганда, дали ги контролира државата. Сето тоа е потенцијално и нарушување, потенцијално, велам, или преиспитување на односите со државата. Ние реагираме затоа за многу поситни работи, нота и така натаму. А тука исто така може да... А кој ви организира тоа? Па Здружение на граѓани. Од каде Здружение? Дали е тоа, не знам, под контрола на државата или државата нема контрола никаква? Или е некаква пропаганда? Нивна или наша или каква и да е? Па од тука или се доаѓа понатаму и до тоа кој го финансира? Па од каде се тие средства и така натаму, и во секој случај, значи, велам, останува се во она најбезазлена смисла да биде дека да, аргумент не е незаконско, но отвора доста дилеми и сомнежи околу тоа дали има странски влијанија, дали има инволвираност на државата и секако непријатното нелагодно чувство дека некој таму ви се меша во туѓи работи. И како би било исто така, па, а во Бугарија сега. И така натаму. И тоа е истото, затоа, но ние имаме различни аршини, кога еден протестира, тоа е добро, а сега како тие што протестираат, велам, би гледале на ова, поддршка на српскиот председател. Сигурно не гледаат благонаклоно, а протестираат од други држави, всушност за друга, туѓа држава. Затоа, велам, начините се исти всушност. Добар ден, повелете, ајде да не должиме. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Благодарам. Па вака, ја деновиве, значи го слушнали господинот председател на владата, вика треба да се обединиме, треба да бидеме заедно, да решаваме проблеми заедно. Меѓутоа, за да се обединиме, треба да бидеме подеднакво со сите права и прописи, а тоа мој коментар е на тоа, за државата постои устав, грб, знаме, химна. Сега, во нашава држава постои уште нешто што е многу битно за сите нас, што се вика македонците. ВМРО. Тоа се 4 златни слова кои што треба да ги има на сите видни места, во златна рамка поставени, во тие 4 слова сите подеднакво да се крстиме, да се молиме, да, што се вика, да ги почитуваме и
значи сите да бидем еднакво, значи одговорни према тие 4 слова. Еве ќе го спомнам мојот родител за време на Втората светска војна, значи под името на ВМРО, значи се борел и животот го дава за оваа слобода, животот го дава за сите ние да бидеме подемократски општество, значи да имаме подобар живот, но една партија да го земе тоа име, да го носи името на символот на државата, да го носи партија, ми се чини дека недозволиво е тоа и не знам како да ги замолиме, како да, значи, треба тие 4 слова да ни ги ослободат, значи да се гордееме сите. Тогаш, значи и јас лично, след додека не го промена тоа ВМРО да биде на некоја партија, никогаш нема да гласам за ВМРО. Ќе гласам за било која друга, но никогаш за ВМРО. И затоа ми се чини дека треба да бидат доблесни и да ни го остапат тоа име и да бидеме, што се вика, сите подеднако важни во држава. Како што бараме, значи, Александар Македонски, треба и тие 4 слова на тој наш име. Ево уште на крај да ви го честитам празникот, да сте ми живи и здрави, Господ здравие и беричат. Благодарам, ете, амин, и само нека обединува, велам, кој да е празник, токму нека не подсетува на вистина на сите тие универзални воопшто вредности и на верата, и на животот, и на апсолутно сите оние заеднички вредности кои треба да ги имаме постојано предвид. Добар ден, кој ни е следен. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Прво им честитам на сите верници Курбан Бајрам што го слават денеска. Така, да. А ќе се навратам сега за ова правосуден испит на албански да се полага. Знаете ли што се крие за тоа? Никој не знае. Учеле, не учеле, и без, може би без средно образование, ајде ќе полагаш ваму и ќе станеш чато. Такви ќе се пикат сега. За тогава испитот завршен. Назад пред тоа што учел не е битно, може ништо не учел. Може од овци дошол, од планина. Важно има правосуден испит положил. Што значење има испитот правосуден? Кое знање го има? Правосудниот испит. По еден испит ќе полага и готово. Би го му честитам на Филипче и на Бујар Османи, што се залагат државата да ја направат едно. Бујар Османи, Сан Стефанскиот договор, што требале да ја направат државата со Сан Стефански договор, се бори од таа страна, а Филипче од Париз договорот се бори да влезат бугарите во уставот и така да тој договор од Париз и договорот за Сан Стефанска Бугарија ќе се спои уедно, завршена работа. Што се мачат луѓево? Македонците, кој ги шиша, кој ги гледа? Шеќени се македонци. Мака, значи македонец мачен, мака има, пубо нека се изврши. Цел свет има проблем со македонците, цела Европа има проблем. Едно... Да, ете, истече времето и благодарам и ве поздравувам. Добар ден, кој ни е следен. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Јас вчера уште ви честитам. Да, па да. Да, само денеска требаше да одмарате. Па добро, еве, заеднички одмараме. Знаете така е. Човек има роден ден свој, па оди на работа. А камоли еве вака па... Роден ден и Курбан Бајрам не е исто. Или роден ден лична работа, а мора да оди на работа. Не е исто. Не. Вака сега исто. Јас сакам да кажам... Јас се жртвувам за оние вредности универзални, што реков, да. Да, се жртвуваме сите. Грижа за другите. И пак се жртвуваме. Да. Вака сега исто сакам јас да прашам кога ќе излезе владата да каже зошто во градоначалникот во Карпуш не оди на работа. Го имаше тоа и на вести и сегде, 6 месеци не е појден на работа, нека не го тераат со сила ако сам изјавил дека не ја сака таа работа, дека не го влече, зошто владата го со сила го натера да биде градоначалник во Карпуш, има џубриште на секаде,
Значи, впрочем се јавува една гледачка од Карпуш, да и сега е во моментов секретарот е градоначелник со завршено историја што имат. Дајте ставете градоначелник, распишете ли што ќе распишувате избор или не, ставете асолен градоначелник што ќе го влече таа работа, да не се мачат луѓево. Инаку не споминам ни една партија, а да им е јасно на граѓаниве дека пари нема во буџетот. Дали кој е крив, како е крив, јас нема да влезам во полемика. Ни за една, ни за трета, ни за друга партија. Меѓутоа пари нема. А во 99-та година е подпишано да немаме право да се мешаме во туѓи држави, во туѓи народи. Ви благодарам пријатно. Благодарам до слушање, поздрав, добар ден. Добар ден и убав ден. И вам повелете добар ден. Многу е топло, така да почнем некако. Не мораме за тоа, со горливи теми, еве нешто жително. Па и времето жешко и темите жешки. Да. Значи јас сум досадна, меѓутоа морам пак да кажам, затоа што и во се јавивме и во комунална хигиена, значи срамота е 2 недели ѓубрето во Тафталиџе не е подигнато од кантите. На ова топлата не можам да ви кажам што све, дури се плашиме нешто да не не сакам ни да кажам што, значи 2 недели топло е доста времето, вријат кантите. Не знам што се случува, затоа што порано, додека се уште не беа со нови камиони, што ти ја знам што се фалат све, пак 2 пати доаѓа. Сега ни еднашка недел, не втора недела е. Значи, сум досадна, знам, меѓутоа морам да се јавувам за да слушнат. Затоа што ова е веќе хигиената. Во прашање е ѓубре, топло е. Така да, морав, јас се извинувам, али морав стварно да бидам и да се јавам за тоа. Сега друго сакам да кажам, што се случува, гледајте со ова градењево. Значи, ова што се случи во центар. Па добро, ја не знам кој да ва дозволи, како... Да, ете, истече времето, но отворивте и тоа како клучна тема и токму како се постапува и дали, дури и тогаш кога ќе се случи нешто со што всушност и тоа како се дава силен аларм дека работите не функционираат, не се постапува или се постапува или недоволно добро. И го имавме неодамна оној трагичен настан токму со урушување свлечиште на тој ископ. И сега на градежна локација. Сега имаме практично идентично, за среќа без жртви. Но што стана со тоа, ете? Јас не се сомневам дека, и ако се прашаат институциите и така, дека одговорот е недвосмислен, истрагата е во тек. Но ние сме во тек, цел живот ни е во тек. Се што треба да даде одговор на сите прашања кои ги имаме на нас за 30 на години. И се останува ете така, како транзиција во тек и слично во некоја меѓу фаза, меѓу варијанта, во некој меѓу премин, нешто тоа трае и тече. И тоа е како заглавена ситуација, како ете она пред малку слика без тон или слично и тоа така трае, ниту е на едно, ниту е на друго. А во меѓувреме се случува повторно нешто што само потврдува дека она претходното не било изолирано, инцидент и така натаму, туку резултат на тие системски пропусти поради кои се случуваат тие работи. Добар ден, повелете, кој ни е следен? Ало? Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. И од мене чести нека курва барем сите кои го учествуваат. Убаво, да. За мене е ден како ден на милосрдието, мислам тука. Ма, јасно. Тоа е еден од Божите заповеди на милосрдие, значи помагај сиромајот и така натака. Ова што се случува кај нас, не знам до кога ќе трае, до кога ќе биде. Значи, криминалците, нашите власти, овие власти ми занадија, за кои јавно гласал, дека ќе се среди во Македонија, ќе завладе правото, правдата, сите криминалци кои беа и со денеска може не треба да се спомнам овој ден,
Меѓутоа, тоа е суштината, тоа е вистината кај нас. Кој биде на тетан да направи голем криминал, сега ќе биде осуден дека правите се вратат. Значи, ние да разбереме, од како со овие три партии, ниту еден криминалец од власта не е отговорен, нити некој затворен. Ако ги собереме парите од Мјалков, од Камчев, ако ги собереме парите од Љупси Ѓорѓиевски, од Заев, од Филипче, вистина, кои имаат такви згради, такви имоти во странство, ако ги собереме парите од бившите градоначалници во Кичево, кои купија станови таму низ Шведска, кои отворија касина, ако се соберат сите тие пари, ако се вратат назад украдените пари, не заработените, него тие украдените, нас не ќе ни треба ни Европа ништо, ќе биде не ќе ни треба ни кредити ништо, него на жалост тоа кај нас не се случува и не ќе да се случи додека се овие три партии, СДСМ, ДПМН и ДУИ, да се и понатака и понатамо криминал се оди, се и понатака слушаме секојдневно силување, убивања, насилства, стреде Скопје, градат без дозволи, без обедивали га. Паѓа, се рушува асфалти, се рушува, па што мислат Скопјани, како не дај Боже, земјата седен по тие се, не дај Боже там. Така, ви благодарам. Поздрав, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па да го поздрав човекот народен исто кол мене. Не ферма партии, гледа правдина. Да му кажем дека првата милиарда заработена у Македонија, у Дубај ја славеше Сашо Мијалков. А екипата што беше таму, вие новинарите треба да ја кажете. Исо, сега, знаеш што, нешто да реагирам. Политичари на дебатниве програми ќе споминја дека Америка била задолжена. И тоа трилиони, како ги вика, трилиони, тоа, знам, милиарда се пишува со 9 нула, тие трилиони не знам ни со колку нули. Од кај дознаве дека Америка е задолжена? И од кого е задолжена? Од кого Америка може да биде задолжена? Бе, толку ли, ја не знам да размисла со памет, од Кина ќе биде задолжена, од Русија ќе биде задолжена, од другиве маливе држави, Франција, Германија, биде задолжена Америка. Така, нема ни една логика. Абе, абсурд, знаеш што абсурд. А луѓето више, поготово вие од ДПМН, дека се задолжува владава да оправдаат што се задолжува, ете и Америка бил. Чак некој кажа до посета на Пленковиќ дека Хрватска не била добра држава. Како бе можеш така да кажеш? Не била добра држава. Дека се селеле, стварно се селат идат у Германија. Ама у хрватите се враќаат у Хрватска. А кај нас никој не се враќа. Тоа е разлика. Ова исо, што Америка била задолжена, молим те, дај ми ти одговор, ти како што мислиш. Баш да видам твојот одговор. Еве ќе ти остане некоја секунда од мене. Да, благодарам. Ба добро, не би должел ние сете. Треба и со конкретни бројки да излеземе. Според тие економски биланси јасно стои дека имаат степен на задолженост и слично, но јас спомнав и при предходната средба во емисијата во тек дека не може исто да се третира и примени како задолженоста на САД и други држави. Да речеме, тие имаат, не само што имаат огромни потенцијали за да можат тоа да го покриваат, надоместуваат, туку и токму преку оној пристап стратешки, дали стратешки нивене, дали со договор или без договор, тие стратешки, за нивниот стратешки интерес, имаат начини. Велам, со договор или, ако не сакаш со договор, поинаку, таму каде што сметаат тие, како што да наплатат. Да речеме, ете, вклучително и кога сме ние во прашање или други тебе и сега овие најновиот пристап токму на Трамп кон нас. Ке ви дадеме пари, вие ќе произведувате само за нас наши да се продава кај нас. Или да речеме нафта и така натаму. Она што до што дојдовме, ќе прекинете со Русија, немате други извори, а ние ќе ви продаваме по наши услови и ќе мора да купите од нас. Како и да е, тоа е тој монопол на крајот од краиштата. И сега тоа е
Затоа велам, не може подеднакво да се третира некој голем развиен маркет, да речеме, брендиран и некоја продавниче пилјара. Затоа што велам, токму пристапот е поинаков. Тој има монопол на пазарот и ќе морате да одите да купите од кај него. И нема да пропадне во таа смисла. Таа пилјара го нема тој капацитет и утре доволно е да ја обструираат, бойкотираат 3 дена, ќе пропадне. Тоа е разликата, затоа велам, не е исто тоа еден на еден, егал, глава на глава, што би се рекло. Задолжена, па ќе пропадне. Има таа начини како да не пропадне. Затоа велам, или впрочем и ЕУ, Германија задолжена, Франција и слично. Од друга страна, затоа како се конфискува имот на Русија, банкарски сметки и слично. А што е тоа? Ајде нека конфискуваме ние. Тоа е таа пилјара ние. 3 дена ако не погледнат, ќе пропаднеш. Не дека сме ние такви, исто и мислам за никаде. Не, туку едноставно на крајот од краиштата има тоа и своји предности. Току во смисла на некоја и честност и незадирање во други работи и така натаму. Затоа кажав, ова е принципот на стратешки преценивен интерес. Ако им одговара нив. Сега попат, ако и нам ни одговара добро е, но ако тие зацртале им одговара нешто подобро, договори се, затоа што ако не се договориш, тие повторно ќе си го спроведат своето. Затоа што можат да го спроведат. И ќе си надоместат. А ти не можеш, тоа е разликата. Може би и не би, но како и да би и да не би, не можеш. И подобро што не можеш, па ако ништо друго оставаш барем впечаток дека си покоректен, затоа што спроведување на политики на сила со аргументација уште дека ширам демократија и те ослободувам и така натаму, не се баш нешто многу уверливи колку и да. Така што тоа е тоа, значи не е велам рамноправна позицијата. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, вие сте, повелете. Сега вака исто ја се зборувам. Да, кажете. Ваша телевизија е најгледана во Македонија. Добро Благодарам. што е од Хрватска што дојде председател, али подкитно треба да го канат да дојде и Вучич од Србија. Значи тие хрватите го утепаат Сашо Гешовски. Тоа хрватите го направија тие словенците, а разсипаа Југославија. Значи, подкрито треба Вучич да го покарат и тие еден што се јавува, што кажува Вучичевци, да го, не знам од каде од Битово е, дали знаят тие човек, од избили со србите имаме сега барем најдобри односи. Од Србија зиваме ни млеко, жито, зејтин, млеко, и нема што не зиваме. Значи, Србија е 10 милиона пазар. Значи, ние немаме проблем со србите. А тој од Битово и од каде што се јава, што кажува Вујчичевци, јасно да знае да има на знање, ќе имаме ни најдобри односи со Србија. И ништо повеќе. И повторува, тие го отапаа Сашо Гешовски, хрватците отворија војна во Југославија и ја расипаа Југославија. Тие хрватите и словенците, а да му пратиме од две нашите групи што се од ромската заедница, што кажува тој словенецот, да му пратиме, ќе управеле они Македонија, дали се они свесни до кој да реже дојде на Македонија. Милиарда и пол даваме за 2 милиарди за храна, која не може така и ништо повеќе. Значи, ова влада мнозинство има потекло за имото. Благодарам, поздрав, добар ден. Ало, Да, се слушаме. поштовање господи Исто Висо. така, повелете. Кога го качиле Исус Христос на крсто, кога го распнале, рекол, прости Господе, не знаеш што зборат. Сега ќе свати тој што сакам да кажам. Сега, најпрво да му честитам на еден пријател муслиман што сме
57 години пријатели. Браво, тоа Ќе е кажам и кафаната во Струга Вертус. пример за почитување. Гали Посмановски, газдата на Вертус. Значи, ја македонец, тој муслиман. 57 години сме пријатели. Ете, толку. Сега, слободна темаше. Да го поздравим и Трпе Дејановски, халав да му е, што отишел во Чањ, во Суто море, што потрошил 60.000 евра за синдикални надпревари. Другата година 160 да потроши. Да му честитам новија градежниците што градат во Скопје без дозвола и овој во Тетовскиот суд што бил 20 пати гонет за некој. Пак да гради, пак такви непријатности да се случат. Значи, како што нема закон, како што беззаконие во Македонија, само така треба. Нека се гради, нека се патува, кај што сакат, нема очет колку пари потрошил ова. Значи ги обхрабрувам само така да продолжат, пошто во ова наша Македонија, што сите сакаме се удираме во гради Златна Македонија, Калимеро уште долго време ќе лепде над Македонија, ќе викаме нема правда. Уште еднаш да не дожам на сите муслимани, а посебно на пријател од мој, пак ќе речам, 57 години, сме пријатели, кушерија што ме викате мене. Биди поздравен, све најдобро. Благодарам и вам секој добро, добар ден кој ни следен. Добар ден. Повелете, да, добар ден. Ицо вака, на 24 вести приквечер гледам емисии, не ги знам тие што ги водат емисиите како се викаат, едната е така плава со плава коса, али нема веза. Кога таа прави интервју, таа госпоđа зборува повеќе него луѓето што се таму, кои ги прашува. Таа поставува прашање, а 90% од прашањата таму ги одговара, што секој еден би го иритирал. Постави прашање, постави го човекот, нека се каже. И ако нешто човекот погреши што не и одговара, и таја веќе го коригира. И се не знам дали се овие телевизиите, од јас не живеам тука преку 55 години, не сум во оваа држава, али често сум тука, се гледам и тоа ми даде на знање дека телевизиите се поделени, која ваму, која таму. Тука нема збор, значи колку и да изиграваме, дека Телмал што гледаме, јаве и 24 вести, сега некоја се реални или повеќе тргаат на една страна. Од друга страна пак Алфа трга на друга страна. Тоа не ми е јасно. Само тоа сака да ви кажам дека таа госпожа е уште на друга, тие веќе како да се од некоја партија пратени, што иритира некогаш. Ајде да ве поздравам вас, да ви посакам убав ден. А и вие, слушај, и ова ви кажам, и вие некогаш покушавате, вие електуалеци, покушавате да му објасните на луѓето многу работи, али немој да заборавите дека тука слушаат луѓе секакви кои може некој четврто да не завршил, па убаво е да се зборува на јазик што секој еден ќе го разбере. Иначе, ако комплицираме во зборувањето, луѓето не разбираат. Али сепак добар водител се. Ве поздравувам и пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам и за оние забелешки се надевам ќе придонесат токму за да се коригираат тие условно ако постојат одстапувања и по однос на мене, ајде тоа што е пофално во ред да не го чепкаме, како вела тоа што работи, не го поправај, а онајте што кажавте, јас се трудам, настојувам да се раководам според оној пристап да едноставно бидат кажани работите, за да секој може да ги разбере. Не велам дека во тој обид да ги кажам едноставно не кажувам многу, може би и тоа причината за и повеќе коментари, но во секој случај затоа дотолку повеќе и благодарам за укажувањата, па она велам што функционира да продолжи да функционира и да се поправа, она што е помалку добро да го поправиме и го поздравуваме вашето ијавување и токму оценките по однос на воопшто функционирањето на медиумите кои се и тоа како клучен фактор во
не само известувањето за реалните состојби во државата, општествено-политичкиот живот, туку и токму она што треба да биде пренесено. Значи, тоа е двонасочен канал, така би кажал, значи, она што треба да им биде пратено и како порака на функционерите, на политичарите, да го прават она што треба го прават во име на народот. И дотолку повеќе медиумите тоа треба објективно да го пренесат. Не да им одат низ влакно или спротивно, не знам, се едно, наоѓајќи мани, туку реално да се пренесе. Добар ден, повелете. Ало, добар Да, ден. се слушаме, повелете, вие сте. Поздрав телевизията. Благодарам ве, поздравувам. Празник на муслиманите Бајрам. Убаво од вас, да, благодарам. Македонија и цела. Аха. И свето, сегде ги поздравувам. Вака сега, Венко, Аха. што беше министар за здравството, одговорност има ли колку луѓе почина од короната? Спремни сме пред изборите, немаше основни работи. Докторите нема основни опрема. Здравствена опрема нема. Колку луѓе почина, здрави, млади луѓе почина. 10.000 луѓе почина. Ајде да речеме 2.000 има, може од корона, не може да спаси. А виновни е он, Зрајко, од Муртино, Никола Панов и Караджовски. Тие други помош не и треба, најде пари за работија и многу луѓе умреа. Основни, кривично треба да го гонат Венко. Кривично за животите на народот. И секој што тражиш во болница, како обичен граѓанин, разболен се, иде да траже помош, он не го залечува аптеките, викаш имам ли лекови, немаше основни лекови. И аптеките празни и скапи. Он ги стави на инспиратор на кислород. А таа болест е секој кој има потреба за брзо да се залечи. Кривично треба да одговара. Жртво, значи животи уништи човек. Животи. Сега сака уставни измени на мене. Одека му е тоа право да го уништува нација и да учествува и ВМРО да учествува, владата да биде предавник на граѓаните. А ВМРО не е учесник у предателство, у договорите пазарување. Тоа е зајко кукорајко се пазарува сам. Добро, благодарам. Поздрав, добар ден, кој ни е следен. Добар ден, почитувани сум. Почит до вас, повелете, добар ден. Ајде сега посериозни разговори од вас, онака бројки, анализи, аналитика. Предпоставувам. Во искушение сум, верувајте. Но малце ќе ја опуштам темава, слободнава тема. Добро. Прво, дека рековте и во празници ќе работите и без оглед ја сакате работата, да ви кажам дека што туку откривте една од тајните на долговечност. Значи, тој што си ја сака работата, значи не ја гледа работата како проклетство, тоа е еден од факторите за долговечност. Сега ќе кажеме на анегдота. Сосема имав поинаков концепт за дискусија, но на гледачка ме потсете за еден градоначалник што не оди на работа. Една анегдота ќе кажам. Знаете за Панамскиот канал, Фердинанд Лесепс го проектирал 1881, почна да се гради. Се откажаа французите, продолжија американците. Сега гледајте кај американците што се случува. Го водел проектот еден инженер Џон Стивенс. Од 1904 до 1905, иначе каналот е завршен 1914. Арнова, бидејќи бил добар инженер, веднаш го зеле во приватниот сектор. И го напуштил проектот. И никако не се нафаќале кој да го работи. И на крајот Теодор Рузвелт се изнервирал од тој што бил командант на воената инженерија, во тој момент бил Џорџ Готелс, и проектот го водел од 1907 до 1914 и го завршил проектот. И вака му рекол Теодор Рузвелт: слушај, Вотка, ти не си обичен инженер, ти си војно лице. Ако ми одбиеш наредба, јас сум врховен командант, ти си дезертер, знаеш што чека казна за дезертирање. И така проектот се завршил.
Ви благодарам, ете, кратко е времето, наистина, како да го забавиме, кога имаме вакви ситуации, но ајдете, ке имаме прилика и утре, па ќе слушнеме, сигурен сум, и повеќе и околу ова, но и другиете работи кои ги имавте на ум, а кои, ете, навистина не е мала работа. Во оној временски одсечок од 2 минути кои го имате вие сите на располагање, да се прилагодите, да смените концепт и така натаму и да се вклопите. Умешност е тоа, мајсторство. И добра ете лекција и прилика и за мене да одам во таа насока како што ете и беше онаете критика за подобро да биде. Едноставно, а кратко да се каже. И тоа е навистина и умешноста да се биде ефикасен, а краток и ако не сите најголемиот број да ве разберат. Да се зборува со часови и денови не е проблем. Уште повеќе ако малку кој ве разбрал, луѓе зборуваат цел живот и никој не ги разбрал, а си зборуваат. Поентата е токму тоа, што поефикасно да биде, а во таа смисла да е кратко, јасно и разбирливо. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден, господине. Да, поздрав до вас, се слушаме, повелете. Прво да честитам на сите од исламска вероисповест Бајрам Мубарек, нека е да бидеме сите живи и здрави. Ете, така убаво, да. И јас можам да кажам вака како натурализирана македонка, дека во Македонија овие 35 години, мислам, у политика, или што би рекол еден гледач, владатели, не дојде никој што си ја сака своја држава Македонија. Само си го сака својот джеп. Еве, јас сум у кисела вода, да дојде некој да сними на улица Киро Крстевски, што се спрема на Марко Цепенков, тоа е едно уличе позади школото специјално доктор Златен Сремац, едно паркинче вака што може едно 5 коли да се паркира, тука сака да никне зграда, на човекот од суседна зграда што е до него, не знам како ќе ја направат, тераса е избришана како да не постои. Постои куќа со влезот, не знам како ќе влезе, не знам ние како ќе влегуваме во уличката, таа излегува од чешма почнува уличката, до вамо до доктор Златен Сремац, бараки се тука, све позади Фикомови згради, зборам, Фиком влезот му е од позади исто. Значи, господине Исо, еден хаос. Кај госпоѓа градоначалничка се чека приемеве, долго време не повикува, даден е предмет у ОЈО, никој ништо не реагира. Може зграда да се прави 6 на 6, да речем, нека и 10 на 10. Веќе се прави една зграда, само што почна водоводна цевкање, урна, навечер у 7:30 сат, останавме цела ноќ без вода. Тоа камиони тие што се со бетон, влегуваат, излегуваат, ни затварат. Мојот маж е болен, да речем, и појдовме, ми вика чекај, не чекам ни секунда. Не можеш да ми затвориш приоди кон дома. Никој не размислува, не дај Боже, за пожари, за болница. Никој, господине Исо, ова е катастрофа. Имајте убав ден, пријатно. Благодарам и вие исто и секако се надевам ќе останеме и во иднина да ете помеѓу другото и вие бидете дел од информирањето за состојбите. И најефикасно, она кога го спомнав, поднос на ефикасноста, а во кратко време е токму оваа прилика. Вие да информирате. Тоа навистина е многу покомплексно да го направи медиум, новинари и слично, отколку еве да се вклучат десетина гледачи кои ќе не информираат од разни делови на градот или од државата, ќе ни сигнализираат за одредени состојби. Значи, за многу кратко време може да добиеме слика за многу состојби. Затоа велам, ова е и битна и одговорна работа на крајот од криштата е вашето учество. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, се радувам што ве слушам. Благодарам. Молам, повелете. Јас имам еден проблем, а добив нов телефон за роден ден. Нека ви е среќен роден денот. Едва добив. Стариот толку лесно 2 пати стиснам добивам. Сакам првин да се придружам на честитките за празникот. Така. Исто како вас, без голем ентузијазм во работата и уживав и небоделник и на празник. И мислам дека тоа е среќа. Кога работи човекот нема време за глупости. Сакам само една поента.
теориите за малцинските права. Ако сакате да распаднете една држава, тупнете и ја идејата за малцински права, етнички права, најлесно ќе ги распаднете. И народите така се распаѓаат, и државите така се распаѓаат. Тоа е една од тактиките или дел од стратегијата на либералната демократија. Оти всушност секој граѓанин треба да има еднакви права и тие се граѓански права. Ниту етнички, ниту малцински. А за глупостите, овие протестира 5 студенти требало сега да полагаат, не 200 купно студирале на правен факултет, но не завршиле. Студентите со учака нели за тој правосуден испит. Или пак оние во Албанија, или пак тие во Куманово. Искрено сакам да употполниме таа хармонија, па да направат и овие бугариве наши во Македонија, бидејќи многу се загрозени, многу се револтирани, нека излезат со знамиња, ајде да ги видиме. Јас ќе излезам да ги подржам. Чесен збор ќе одам со нив, нека ги видиме еднаш дека вистина се загрозени. Нека протестираат. Честит празник, господине. Да ви благодарам, нека Пријатно. За убаво да се слушаме во добро и вамете уште многу роден ден. Јасно е да во ред е протестирање, но имаме ли и ние многу работи внатрешни заради кои треба да се залагаме, помеѓу другото и со протести, но и со конкретни предлози, еве и ова што го правиме на некој начин. Кога веламете, кога имаме активности по однос на прашања во туѓи држави, небитно кој е, дали ова во Куманово, дали воопшто нешто што нема врска со нас. Кога станува збор за ова за Куманово, да речеме пак, дел од српските медиуми соопштија дека тие протести биле финансирани од Српското Министерство за надворешни. Тоа е она што, велам, внесува и некако внесува и сомнежи, но и ги нарушува односите. Сега, дали е тоа така, ако е така, имаме ли ние контрола или ние треба да излеземе тогаш? Не, ние како држава имаме контрола и ништо, тоа се спонтани протести и така натаму. Ако се спонтани пак реакција од другата страна, што има вие да се грижите за нас, ние сме суверена држава. Сето тоа е некако, велам, секој во своето, сакате да поддржите некого, идете, има за тоа, има и оние се едно маратони или што и да се одете пешки до Нови Сад за таа надстрешница или што и како е, дајте символично некаков пример, но ова е сепак на некој начин со закрилата или под закрила на една држава во име на друга. Што велам, отвора многу прашања. Добар ден, повелете. Почитувам родителу. Повелете, стварно е убав ден. Да. Стварно е убав денов. Прекрасен е. Од срце го кажувам. Денес имаме Господов ден. Празник. Сечи празник на душава. Почитувам родителу. Тоа е радост и стекета. А радост и стекета е ова питомост на нашава дискусија, на учесниците во емисијава. Тоа ја полни душата, почитувам родителу. Човечки кажано. Ај ме разбирате. Да. Да може ја да го акумулирам тоа, затоа што е стварно позитивно. Му благодарам на момчето од Битола. Многу убав исказ даде. Од срце го кажувам, тоа е убавината, почитувам родителу. Значи, јас со 75 годишна возраст нешто многу позитивно да научам од генерацијата што треба да не наследи. Ако ние го имаме тоа разбирање, тој заеднички флуид, ние ќе идеме напред. Но ја не можам да се помирам со тоа, почитувам родителу дека страдала Сребреница, палестинциве, Иран, дали ме разбирате? Јас со тоа не можам да се дувнало некого, простите на вулгарноста, на умот, а и сега ќе прави војна. Чекај бе човеку. Не можам да се помирам. Ако евреите биле паталци од Хитлер за Втора светска војна, потврдено, не можам да се помирам сега. Сега се израелци може да прават се што сакаат. Тоа не е подобно и не чини за човечанство. Треба да разбереме, не јас, многу други
сите такви што биле злочести воđи на држави, почнувајќи од Ајленде, од Хитлер, од Чаушеско, од Милошевиќ, завршницата им е лоша. Ви благодарам, ве поздравувам. Имаме ли време, ако имаме да слушнеме уште некого, и тоа со задоволство би рекол, но ете за жал немаме, а со задоволство особено денеска, затоа што особено велам практично во дискусијата целосно, како што и ете вие на крај констатиравте, таа една питомост и полнење на душата произлезе помеѓу таа сплотеност во пораките упатени од сите вас, кои јас ги доживеав како пораки на мир и солидарност, кои се темел за една заедничка иднина, и само би подвлекол дека треба да имаме навистина работи на тоа меѓусебно почитување и грижа за блиските, и дека тоа се клучните вредности врз кои се гради сигурна и перспективна иднина на нашата заедничка држава. Се надевам дека истото ќе го имаме и за предстојниот празник во петок. Во меѓувреме се гледаме утре, а ви благодарам за учеството и вниманието. Имајте пријатно попладне. Довидување.